Таксист, затоа што живеам во едно поинакво време, транзиционо, каде што јас дипломирав економија и не можев каде, и на крајот морав да се одлучам за нешто и бидејќи треба да имаш врски во животот. Јас ги немам, почнав таксист и така продолжив. Идат на подобро. Порано колата носев на месец и пол, тука негде 2 на сервис. Сега веќе 2,5-3 месеца. Па нема баш. Посебно во одредени делови треба тие одговорните да си поработат малку, затоа што навистина нема. Посебно кај помладата генерација. Значи има многу сообраќајки. Посебно сообраќајки има во услови кога врне. Тоа е еден страф што граѓаните тогаш не ги земаат сопствените возила, него се возат со такси. Значи побарувачката се зголемува и нормално дека зафатени се оние што работат. Еден дел од таксистите не работат, токму поради тие опасности, многу е ризично. Јас сум 20 години таксист, не се сложувам со моите колеги, секогаш сум имал ситни пари. Не ми се случило никогаш да немам ситни пари. Финти има разни. Значи, се качува, добар ден, убаво се, возиш и на крај вика, па јас немам пари. Еве, наједноставна финта. Има повеќе, еве да го издувам тој со пиштолот што ме го пери и ми ги зема парите и си замина. Многу едноставно како што видовте. Значи цело време уште од Сапајле кога ќе станам, јас немам телевизија, немам интернет. Не гледам, не слушам радио, па ми се расипа моментално и радиото во колата. Не е битно, ќе го поправам. И значи цело време си подпевнувам и така натаму. И гледам ако е нешто она, гледам да го избегнам. И толеранцијата, попуштањето е најдобар елемент. Не. Значи, многу треба да се работи. Мора да се работи едно 12 часа. И на тој начин може. Таксито има една прекрасна работа, најубава на светот, слободата. И тоа е единствена работа во таксито што е добра, другите не се добри. Го размислував вашиот сајт Црно-бело и си викам сепак ја да обелам нешто и да прифатам дека е бело.